civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. За почеток да видовме еден експлозивен, но сепак релативно краток говор на Путин, на рускиот председател Путин на денешната војна парада, каде што тој ги обвини Западот и Украина за агресија. Тој кажа дека неговиот напад врз Украина е единствената добра одлука што можела да се донесе, единствената неминовна одлука која можела да се донесе и се разбира изнесе и низа други обвинувања дека се бори против нацизмот, дека воената специјалната операција под наводници мора да се стави тоа на руската армија е всушност продолжување на Втората светска војна и низа други ставови кои горе-долу се и познати, мислам, но еве да ги прокоментираме овие ставови. Што мислите? Ако сум јас прозван. Прво греота што на ден на победата, нели, го доживувавме сите како ден на победата, па ден на Европа, ден на нова цивилизација. Мислите се навраќаат на моментот ова инвазијата врз Украина како на времето 40 која година Хитлер влезе во Париз на идентичен начин како што сега Москва влезе во Украина. Нека е само асоциација, но жалното е што кога сите светски лидери се на една страна, условно сите, европски да кажеме, таа западна цивилизација, кога само еден е на некоја спротивна страна, тогаш нешто не е во ред со цивилизацијата, со дисторзија е на тој напредок европски, каде што припаѓа и Русија. И жалосно е тоа што се случува во Украина, ќе зборуваме во тек на дебата веројатно, но кога една држава ќе помине граница на една суверена членка на Обединетите нации, тука може да зборуваме и за кампањи, за лажни вести, за паради. Нема денот не носи радост како што носел години и години наназад. Русија не успеа со тој колективен политички, јас ќе го оградам, ментален склоп со децении да се отрне, да се одвои од таа нејзина, би рекол, феудална матрица, на тој византијски дизајн, се нешто на сила, нема кооперација, нема соработка со западните земји. Не е убаво само кога веројатно продава ресурси кои припаѓаат генерално на човештвото, како што е природните ресурси, како што се нафтата, гасот и така натаму. И од тоа да се живее, да се екзистира со децении, на сметка и на демократија, и на човекови права, на тие европски радости, на тој ден на победата што Европа сега требаше да го прославува, но за жал навистина нема ниту еден елемент Европа тоа да го прави. Ја слави борбата на украинскиот народ, жртвите према украинците, да видиме како натаму ќе се случува, ќе говориме и во текот на емисијата, но мимикрија е да се прави парада денеска во Москва, да се покажува оружје како некоја макета, во исто време дел од тоа оружје е на туѓа територија и од која се пука, се гине, се раселуваат луѓе и така натаму. Јас би сакал да цитирам еден наслов од мојот драг колега, почитуван Зоран Иванов, кој неодамна објави една анализа на Цивил Медија со еден навистина силен наслов, барем мене ми остави силен печаток, а тоа е кога совеста е мртва, тогаш умира вистината. Би сакал баш во тој дух да продискутираме за тоа како тоа кога совеста е мртва, тогаш умира и вистината. Во која смисла, на кој начин тоа се случува? Тоа е, мислам дека е разбирливо, тоа е парадигмата. Спомна и Дијана, и Дехран, и ти на почетокот Джабир. Кога војните и пред да почнат вооружените действија, војната медиумска е почната кампања, пропаганда и така натаму. Кога велам совеста, сега за жал светот не е во можност
да се запознае со јавното мислење, актуелното јавно мислење во Русија, за да види какво е расположението кај луѓето. Тоа е нормално дека Москва нема да го спроведе актуелната Путинова политика, затоа што прво стравот е да не го дознае вистинското расположение на руските граѓани. Ние тоа се уште не го знаеме. Тоа е земја со огромна територија, блокирани се од сите страни со разни информации, значи ги слушаат само своите медиуми, условно. Таму интернетот не помага веќе додека се овие воени операции, бидејќи контрола има на целата територија и таму не можеме да зборуваме за вистина, можеме да зборуваме за совест што ја нема. Но кога спомнуваме за ваков тип на кампања, кога терминот нацизам го употребуваме, јас верувам дека и советските и руските граѓани добро знаат дека појава на нацизам има во секоја држава, некакви нацистички пројави тука и таму во разни навивачки групи, па спомнахме и овде до степен на припадници во пратеници во парламентите и на најдемократските држави, па дури и овде и на Балканот, да не спомнуваме уште од времето на старите комунисти на Жерновски во Москва, па Шешелјовци и уште кој не, се во Србија, па еве овде спомнавте и кај нас има по Битола кукасти крстави се цртаја, тие сникерски ги има насекаде, значи во светот. И не може Путин да се вади, а ги има и во Русија, ги има и во Москва. И тоа ги има, отворете што вели Диана на YouTube, ќе видите разни видови, разни клипови со испади на такви групи, не само меѓу фудбалските навивачи, туку воопшто. И тоа ќе ги има тие секогаш. Но Европа одамна расчисти дури и законски со фашизмот. И тоа Путин многу добро го знае дека не може на таа матрица, на таа идеолошка подложка да го придобие дури и своето јавно мислење, за да оправда агресијата во Украина, која од авион се гледа уште на самиот почеток дека е борба за територија, дека е борба за припојување на територија кон Руската Федерација, дека е борба за освојување на брегот на Црното море, дека тоа е историска некаква стратегиска битка после анектирањето на Крим, да се поврзе Крим со копно, да може од она што самата Москва, актуелната политика Путинова, се правдаше и се бранеше дека мора да се штити од западното влијание, дури и од военото западно влијание, или влијанието на НАТО, практично тој сега навлезе со оружје, со војска и со окупирана територија. Ова денеска е парадата во Москва и говорот на рускиот председател е во најмала рака смешно контрадикторна, видлива затоа што да прогласите вие победа, да нападнете една држава која не е ни подготвена и немала потреба да се брани на начин кој може и кој посакува агресија. Некоја замисли сега Франција да влезе во Германија, нешто да ги вратам за некојаш нешто. Или не знам Германија во Франција, или не знам Америка да се истовари на Сицилија и да рече ајде од тука ќе. Не оди тоа денеска. Но забележувате веројатно дека и во медиумите веќе спорот, договор, прекина действијата воени се поретко се спомнува. Тоа значи Западот е подготвен да го цеди сега, за жална сметка на украинските настани, на украинскиот народ, но веројатно применува стратегија и тактика малку повеќе да го ослабе владењето на Путин и целата таа негова воена машинерија, не само со мерките, туку воопшто. Бидејќи ако сега не се запре едно такво зло да се поминат граници на суверени држави, тоа може утре секаде да се случува и во Европа, не само во светот. Околу кампањата што Диана со право на многу начини ја покрена и практично ја врати темата, нели, за тоа што е и елементарно и како есенција на работата на цивил. Нема совест кога гинат луѓе, кога има војна, и таа пропаганда ќе продолжи, но епилогот на крај ќе биде сепак
Јас ќе извлечам еден друг наслов на еден мој соговорник во една наша емисија, кој рече како и да заврши војната во Украина, губитникот на крајот ќе биде Токму Путин, Путин односно и Русија. Путинова Русија. Во македонскиот парламент имаме ситуација во која имате пратеници чија риторика, чиј настап и чиј политики, па и практики, односно политичко действување е премногу налик на неонацистичко однесување, на неонацизмот, така што не мораме ни посебно да им даваме етикета, за да знаеме дека се такви, а ниту пак тие мораат да признаат дали се припадници на таквата политичка Не треба да се мата со символи, доктрина. доволна е реториката и таа реторика мотивира гласови, гласачко тело, анимира млади луѓе, ги носи, ги доведува во заблуди, државата финансира на некој начин, намерно или ненамерно, бидејќи тоа не го пише во нивните партиски програми, тие се регистрирани легитимни. Но да видиме, и тоа е веројатно еден од тие коровите на демократијата покрај световите што растат. И тоа го има, реков, и насекаде во светот таквите пројави, но битката е тоа. Битката е демократска, вербална, медиумска, како сакате, интернетот е алатка и плюс и минус во тие битки, но да се помине граница под плаштот дека покрај другото и нацизмот да го сотрам, нели? Па под плаштот дека практично ја спасува Европа и светот од нацизам, тоа е, мислам, смешно и за децата во московските градинки.